Благодарам, председателке, многу кратко. За да го решиме проблемот со аерозагадувањето, треба да се направат десетици и десетици чекори, веројатно. Да се направи стратегија, да се направи концепт, веројатно ќе биде долгогодишна патека тоа и така натака и така натака. Но, пред сето тоа да почне, мора да има еден исполнет предуслов. Исполнетиот предуслов е да знаеме какво е аерозагадувањето. А за да знаеме какво е аерозагадувањето, мора да имаме мерни станици. Ние во 2 од 4 градови во кои што владата кажува дека има најголемо аерозагадување, значи владата ги наброи Тетово, Скопје, Битола и Кичево. Во оној проект за инвертори, така? Врз основа на што? Нема мерни станици во Битола и во Кичево и не прифаќате да има мерни станици. Врз основа на што владата одлучи дека Битола и Кичево се најзагадени. Ние ви велиме дај да ставиме мерни станици за да почнеме да мериме и да видиме каква е реална ситуацијата. И не треба да биде ова со амандмани, со молење тука, треба да биде национална стратегија. Колку пари имате у програмата за животна средина? Како лани 4,7 или 5,2 сега малце? Па тоа е во проценти 15%. Испаѓа на говорница овде некој од колегите пратеници, па вика за животна средина зголемивме 15% во општата расправа или не знам од 4,7 на 5, нешто. Значи ние немаме увид какво аерозагадување имаме во Македонија, камоли да имаме стратегија за решавање на аерозагадувањето. Доста ги лажете луѓето, заради тоа што една од главните теми на кои што дојдовте на власт беше и тоа. Еве ќе ги прашам колегите пратеници од другите градови, еве од Велес гледам двајцата мои колеги се тука. Ние ќе се согласиме Битола, Кичево, Скопје и Тетово да добијат инвертори, а Велес да не добие. Ќе гласаме. Велес е помалце загаден. Последиците на историското загадување во Велес, па и воздушното загадување е на онаа фабрика на... Така, ама ќе гласаме ли, господин Иванов? Ние ќе по устав дали смееме да гласаме таков закон кој што ќе тангира само неколку града, а не другите. И тоа во ситуација, зошто го поврзуваме? Немам ништо против. Напротив, треба да се помогне секаде кај што треба да се помогне. Но во ситуација во која што нема показатели ни за Кичево ни за Битол. Еве и за Велес нема. На што на тепка кажуваме дека се најзагадени. Тоа зборува само колку е корумпиран целиот концепт на буџетот, заради тоа што не се базира на реални показатели, туку се базира на купување гласови со парите од самите граѓани. Им ги зголемивме даноците, им ги зголемивме придонесите и сеќа им 3 години никакво покачување за ништо, освен за одбрани лица по фонд за иновации, адвокатски фирми во јавни предпријатија, СЈО со некакви експерти. Таму делевме 3 години пари и сега као 3 години ништо не направивме, сега ќе направиме на тепка. Ја ќе гласам, иако сум за, ќе гласам против, заради тоа што мислам дека и моите граѓани во Велес го заслужуваат. Господин Иванов, вие како ќе гласате? Благодарам.